5000? Па еве каде сме во приказната. Од кога Бог го создаде светот и се што е во него, и од кога Бог го создаде човекот, и од кога човекот падна во грев, и од кога Бог направи план за да ги спаси неговите деца, и од кога Бог го прати неговиот син Исус да се роди како едно многу мало бебенце, Исус порасна и не беше веќе толку мало бебенце. Не дека кога беше бебе, беше некое мало бебе, миниатурно, како играчка. Не. Беше како сите обични бебе. Не беше обично, беше Исус. Исус беше веќе возрастен човек и поучуваше многу луѓе на многу места. Тој ги поучуваше како да го сакаат Бог, како да ги сакаат другите луѓе и всушност како да бидат повеќе како него. И што сакам да ви кажам? Еден ден Исус поучуваше голема толпа на луѓе. И до тој ден имало многу луѓе. Што мислите? Колку луѓе биле таму? Ниту 100, ниту 200, ниту 1000, ниту 3000. 5000 луѓе. 5000 мажи. Во тоа време ги броеле само мажите. Не ги броеле и жените и децата. Ако ги ставиме и нив, кој знае, може би бројката ќе стигне до 15.000. Затоа треба да ги броиме и жените и децата, посебно децата, затоа што еве јас знам дека таму тогаш имало едно младо момче, ето тоа било дете, и не гледам причина зошто да не ги броиме и децата. Ама ајде. Како и да е. Тој ден знаеме сите дека имало многу луѓе. О да, заборавив да ви кажам дека таа е можеби единствената приказна што ја има дури на 4 места во 4 евангелија. Тоа може би значи дека е многу важно. Пајде да ви ја раскажам и да научиме нешто од тоа. Како што реков, Исус поучуваше тој ден цел ден. Да, цел ден. Понекогаш, кога Исус зборуваше, луѓето дури забораваа да погледнат во саат. Не можеа да престанат да го слушаат. Сакаа да слушнат се што тој имаше да им каже. Ама цел ден, си го тоа, стануваш са вајле, ништо друго не правиш, туку брзо го земаш компјутерот или таблетот или телефонот и го пушташ видеово за да го слушаш. И го слушаш цел ден. Забораваш дури и на играчките или може би дека си гладен. Туку наеднаш завршува видеото, 9 саат навечер, време е за спиење. А вам ви поминало како еднаш да сте трепнале. Така беа и луѓето што го слуша Исус. Минало цел ден и веќе станувале многу гладни. Учениците одат кај Исус и му велат: станува многу доцна, може би треба да ги пуштиме луѓето да си одат дома и да јадат нешто. Но Исус им рече: не треба да си одат за да јадат нешто. Вие можете да им дадете нешто да јадат. Замислете ги учениците. Тие си мислеле: што? Која храна? Не. Тие немале со нив никаква храна. А немало ни ресторани, немало ни маркети, ниту близко, ниту далеко. А баш би било добро да би имало некој ресторан таму со убаво топло јадење, но ете немало. Учениците почнале да бараат храна наоколу. А дали се сеќавате дека ви кажав дека јас знаев дека имало младо момче во таа толпа на народ? Па излезе дека тоа младо момче имало храна со него. Не беше тоа камион за храна. Тоа беше само неговиот мал ручек. 5 парчиња леб и 2 мали риби. Брзо, сега е време за сите што имате петка по математика. Хајде да сметаме заедно. 5 плюс 2 1000? Не? Тогаш дефинитивно нема храна за сите. Но Исус само што не направил нешто преако. Тој ја зеде таа малку храна, го зеде рибот, ја зеде рибата и му се заблагодари на Бог. Многу едноставно, нели? И тогаш тој почна да ги раскршува и да ги дели на сите. Не само на учениците, сите луѓе што биле таму. Што мислите? Што се
случувало во главите на учениците? Што прави Исус? Дали тој навистина мисли дека ќе нахрани толков народ со 5 парчиња леб и 2 мали риби? Тоа е невозможно. Но тоа што учениците не се сетија тогаш во моментот, беше дека кога Исус ја зеде храната и се заблагодари за неа, тој зборуваше со неговиот татко небесен. А неговиот татко во небото е Бог. Тој ги создал сите риби во сите мориња и океани. Тој кој што на почетокот на времето го создал светот и се што е во него. Па сега да направи ручек за неколку мали луѓенца овде, баш и не беше нешто многу важно. Сушност беше. Тие луѓе сигурно многу добро ја знаеа приказната за израелците кои што беа во пустината и за тоа како Бог секојдневно 40 години ги хранел со мана. Како леп, ама нешто многу мало. Како житарки што паѓаат од небото. Замислете, житарки што паѓаат од небото. Колку јако би било денес да имаме вакво нешто. Стануваш са бајле, земаш чинијата, ставаш млеко и трчаш надвор, за да чекаш житарките да паднат. Така Исус земал храната, благодарил за неа и почнал да ме раздава на луѓето. И тие јаделе, дал 3 лебови, 8, 15, 30, 50, давал лебови, а лебовите не завршувале. Дал 5, 30, 50, 100, 1000 риби, давал риби, а рибите не завршувале. На почетокот имавме 4 агли. Со сечењето на еден агол добиваме нови 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32 до безкрај. Исто како аглите што се множеа, така и храната се умножуваше. Така јадници луѓе јаделе колку што сакаат и не само што имало за да јадат, туку на крај храна останало. 12 полни кошници храна што останала. Тоа беше. Некои што беа таму, кога го видел тоа, веднаш поверуваа дека Исус е цар и дека Исус е спасител кој е пратен од Бог. И покрај тоа што за луѓето беше прејако да видат како Исус од 5 лебови и 2 мали риби нахранува илјадници луѓе, за Исус па и не беше тоа никаква задача. Пајде, тоа е лесно. Бог прави големи чуда. Правил тогаш, прави и денес. Прави чуда во мојот и во твојот живот. Само треба да му веруваме. После ова чудо, Исус ќе продолжи да прави поголеми чуда. Дури и најголемото чудо што човештвото никогаш го видело.